Добар дан, поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме с емисија за наше Куманово. А данас имаме много интересантно соговорника од Карап Малу, Драги Стефановски, или Кумановци ги вика Драгоња. Карап Мала, знаеме сите дека е препознатлива у град по многу убави работи. Многу познати луѓе има од тој Малу, али еве, Драги, за почеток да ни кажеш како го ти памтиш Карап Мала? Па ја го памту и сега сам блиско до њума. Туј сам седеја. Туј сам почнаја од забавиште. Па, највише ми е провалјало време у гимназиски двор, покрај Голуби, куде трудовак чуваше и Симка, Драги, овамо Челици. Челици и сега имав. Еден кјумес у школски двор. Свакодневно. Такој сам и раснае. Свакодневно идејќи у школото, баш у тој школски двор, у тој гимназију, сами највише време провеѓаја. Али зашто Карап Мала е од тега и до денес останува препознатлива по голубарство? Па дали у тој време, кад ја раснеше тамо, повише тај живај што живеше, што седеше у тој баш тој около школу, скоро свака друга куќа имало голуби. Значи некој ги е навлекнал. Па дали ги навеќе или тој сви бесмо еднакви. Дали не можу да дефинирам зашто тој такој беше и тој такој се залюби у нима. У тие голуби и ја остана до крај и сега чувам. Ја од 7 години сам почнаа. С голубарство и првога голуба сам купија кад беше прво деление. Немам пари, не ми давав и давав своим пари за кифле. И ја 2 месеца не јаду кифле. Гладуеш? Гладуju сви деца јаде, ја купи голуба. И од тега не сам престанаја да чувам. Прем што е, мои родители беа са против тој. Неколку пута сам ги ништиле, али ја настави можда. И за тој редовно после варедно студирам, не сам редовно учија, можда и тие голуби се допринеле да не завршу на време и тако е. Али ви ни кажувате дека како и многу генерации Куманово сте разнале и израснале со чувени леп и маст. Да. Друго ништо не се ело, само леп и маст. Па, сеќам се како дете. Своевремено 60-ти години, 50 и од 50-ти години тамо до 60-ти години се чувава, свиње се чува. И сви чува со Куманово свиње за мас, никој не чуваја за месо. Да има повише да е на мас. Сеќам се некои свиње моравки. Ќе земе и да се стопи масо. Тој ни беше мајка ми на мене и на покојнога брата ми донасува млекарки млеко од тромеѓу с магариња и ки ни свако сабајле ки ни по пола кило, да се штедиле пола кило млеко по една шувалја да има за мене, една за брата. И рестот е денеске, кад се направи редкот и кад се прави ручак. Иначе само мас и леп. Леп се месеше, носеше се на фурњу, куде Цветана, у Карап Малу и куде Ангела на Проевски сокак. Али бабе су тега викале, деца идете мас да ви биде во очи здрави и да ви биде организам здрав. Сега тај мас се бие многу, да кажу, проверен. Не е имало химикали едно друго и тако даље. Па домашен мас. Повише у тој време
дома варесва, имаше специјални котли. Ми смо како фамилија имале еден котел голем кој го взимаше цела мала, у тој се вареше сега. Баба ми не е била, немаше бабу, не сам имаја да тој чују, али сви едесва, маси и ми. Ако е беше посластица кој има црвен сол, ако не бел. Ali sećam se isto, имаше едни такои као сребрени лимени казанчиња и на врата донасо млеко. Од тромеѓе, од овамо, од онамо. И свако дете е пило млеко кое е било многу здраво. Да. Свако собај. Млекарка ќе дојде негде пред станување и ќе го стави, такој беше, ќе го стави пред врата и ќе си иде. У тромеѓу го донесе. Ќе го свари мајка ми докле да појдем у школу или која неделја. И ќе спиемо с брата ми покојнога по едно шолју, тој ќе ти е, така е било. Еве се да кажемо и за твојега деду, ти ќе ни објасниш детајно, они имаја некои везе с Швајцарско. Зашто се работи? Мој дедо, баш дедо, татко на татка ми, Божин, он имаја ан на Поланачки пут, негде на Облавце, и тој се проваѓале трговци што се носиле, вајда тие. Он е бил еден од пописмени људи у тој време и бие трговац на големо и има направено лично осигурање у Швајц, у друштво Ла Суисе, кое и ден денеске фигурира. Тие пари што ги уплаќаја, он редовно платија. И оште се води некој спор. Сега имамо земено да видимо дали може да се. Тоа е 1912 година е направија, кад е била Европска Турција. Да. У тој време. Тоа е тој. Иначе, татко ми е доше, у Куманово живи од 17 години. Тој смо, од тој е створија, направија фамилија, тој живи. Што се работале татко ти и мајка ти? Татко ми беше некој службеник у последно време, пред да оној беше директор у Пазариште. Позориште, куде е било тоа? Ако Прв пазар, колко ја памту, пошто сам 51 годину, пазар зелен, беше куде нама. Ја како дете. така е. Куде нама сех што е, па после се премести куде Дом на културу, а сточен пазар е бие доле куде сега Ѓоше што има ординација, куде има за доктор Ѓоше, куде Да. има за овој, тој беше пазар сточен, после се пресели горе са куде. Тој е тој. Тако е, тега сега. смо сви еднакво живеле, како да објаснам, сви смо били еднакви. И тој живот, Мајка ти домаќинка, мајка ми домакинка, он што е донесаја, што е он, стој плату смо живеле, како смо, они се водиле ред, да не пораснев, да не школуев колку се могале и тако е. али сега мора да кажемо еден пример. Еве, ти викаш, ише си у школу, 2 месеца не си еја кифле да купуваш голуби. Али овој пример треба да биде поука за генерација. Ти си ише у школу, глумија си пред татка ти, ише си у школу, ама не си бија и си доваѓаја дома и викаја си ише сам. Добро, ти не знам од кога сте го земале тој податок, али тој беше у 7 одделение. Не ти беше страх дека ќе те дознае татко ти. Абе, не да ти кажу сега, кад ме слуша, ја тој сам ги кажуваја на мои деца, они се смеја. Имаше стрелјачка секција у школу. Водеше го еден професор Дајле по физкултура. Борислав Даљевиќ. Да. И ја беше у тој секцију зачленен и зема пушку.
и го донесе дома. Али у тој време с другари, со ова иде смо по киселу воду, купе смо диаболи и тепа смо врапци. И ga скршимо кундак. И сега ја од тој, не смем да кажу дома, те се строги родители. И од полугодие ја више не отиде у школу и стои пушка. Све докле биднало пролети, татко ми случајно проваѓа, вика, чек да виду што работи. А на деца кажа, кад дојде, вика, па професорка, па он не доваѓа у школу. И така. А ја идеше сваки ден. Демек идеш у школу, стори не идеш. Не иду, седу у школски двор. И војка живееш на твој дома и викаш, деца не може кој да правите, не е убаво. Они се само смеев како е било, па тоа тако е било, така што ќе се нади, и така е. Се да ни кажеш, кад си бил основна школа, мора да ги спомнимо твои учители кои се те училе. Много педантни у работу. Учителка, прва учителка ми била учителка Горица, тај беше туј, потиде у Скопје. После не учи една учителка Пандора, докато заврши смо четврто деление. И после натаму, од пето деление са биле професори. Ми ги вика смо професори и наставници. Да. У Крстем и Сирков са тие да не ги наброју, има ги пуно. Пантуги и тие. Еве да споменемо некој. Па сега да спомнемо имаше еден професор кој ми беше многу драг, млад. Миле предаваше историја и географија. Беше дивна една хемија предаваше и биологија. Беше Трајко, една физико предаваше. Беше една многу строга професорка. Стално ја беше немиран. Сал ке дојду, ем единицу стави, ем сленир ме и судара. Да, така се сленир се е ударало. Да, така се деца. Ако не слушаш... Да, и тако, и други. Беше Марковиќ еден, имаше Мите еден професор по ликовно и сега е жив, Бог, да е жив и здрав нека ноди, он ми ликовно. Мите легенда. Јас сам увек ќе ми погледа тамо цртежи и ми ги имаше за изложбу, па ми беше многу драго. Ти си мајначе афинитет за цртање, а? Па, у тој време, после не сам. У тој време, бете, ќе ми земе неколку цртежа, ми зимаше. Таму у школу се нареде, правеше се изложба школска. Драги, исто, у тој време си мора да биде облечен у униформу у школу, дотерани деца. Има смо црно палтиче и за физкултура, има смо црвени шорцеви и мајцу бел. Си мора да биде у исто облечене. Па сега и некои се толерирале, кои не са имале деца, кои не са могале да купи. Имало е солидарност и така са. Многу са водиле учителки и тој са многу водиле ред за хигиену. Вика, ако нема так, немаше како сак што има. Само вика да е чисто, ако и закрпен. У тој време такој се живеше и моја генерација, како прашате некога, тоа е такој било. И у тој време у школу су доносале кифле кои се биле многу укусни. Па така за нас беа укусни, зашто не имало друго, с мармалат, с сирење, они како со сурду, и такој се видите, тие кифле. А не ни кажа с тебе, Карап, малу, у тој време играло се соде, джелик. Што е највише се преферирало меѓу деца кад се биле мали? Што се играло највише? Па соде се игра сва, и ќе ви кажа едно случку. Порано се продаваше млеко, намерење кисело млеко. И едну неделю ме испрати, мајка ми иде да купу млеко у едно посудичко кавдарче. Да. Ја беше купи млеко, али кад се врти, уви играв соде. И ја млеко го стави на страну и се заигра и мајка ми дојде и га зема млеко и тој ден не ми даде да јадам. Казна? Нема казна, беше тој, нема зелјаник што га е месилали, беше. Имало е големи мајстори на соде у Карап малу. Може да ни кажеш некој е?
Ако памтиш некој. Па, гледај ви кажу како игра смо туј, ја играше и с постари. С онога Ванчо Лоцо, он там седеше. Еден пут да јас сви ги собрав, соде оно далеко ме погоди и ми ги зема. Така ја памту, тој ми остана, иначе. Соде, нон-стоп имаја сам по едну кутија. Тишавало се вика, отиде некој со 5-10 соде, а дојде дома со 100 комада. Тие подобри играчи. Па сега неќу да кажу тој сега кој тој без И играли сте на колачи. играле смо на колачи. Играле смо тој. Беше еден покојни Гаго, Биджо, тој он игра смо. Игра смо соди и у забавиште, старо забавиште куде ни беше. Така е. Тој смо играле пуно соде. И Мезелак е бие многу добар у Караб мало. Па Мезелак, ја мислам дека скоро свака куќа у Куманово кои се постари кумановци, сви са правили и сви го знаев рецепт. Имаше едно, сега више нема такав суџук, едно време имаше кумановски суџук, беше толку убав да прсти да изедеш. Сега више све се фалсификат прави. Да, суџук е бие многу убав. Мезелак и ја и сега сам мераклија и си купу зајре и право. Чисто га 2 дена луѓе, али направо. И Мезелак се, суџук се практикуваја, уние шпорети на дрва, на машу, испече се и со На згра. жар. И на жар и с граса га прави. Да. Али суџук беше, дали сам бие помлад тага, али беше укусан, беше Најбов. нешто беше убаво, беше како деликатес, посластица. Еве се да покажеме оно што го зборимо за твоју голему љубов за голубарство. Еве. Да ни кажеш, у тој време, кои голуби су највише чувани од твоја страна? Масар, пупкалија? Ја сам претежно чуваја донеци. Вртачи. Добро. Донеци, после има една мала литература, да девам едниот штип да прочитам, Донек е турски збор, што значи вртач, превртач. Иначе, голуби и голубарство, по мое, тој се останале од турци. Овдека са на ноде. Кад са турци дошле, овдека на овој они са има сознање дека са највише кои са дошли од Измир, они са ги донели. И мало е бегови што и бија Скопски бег, Штипски, они са имале посебнога у тој време кој ги чува момци што се ги чувале тие голуби. И тоа е останало после како се отишле турци и као сега турци доваѓа купуе од Македонија голуби, останала е една раса добра. Да. И така. Да, Трудовак е бие добар голубар. Симка е бие добар голубар. Љубе Челик е бие добар голубар. Да. Камиле е бие добар голубар. А сви смо биле голубар. Али се одвојувало у Куманово са попознати биле голубари у тој време. Они се постари од мене, покојни са Владе Донка, Рашко, Гужва Јоско, Црвла, Ангел, после Сска Миле, Джина. Тој се, рецимо, како дете, ја не само гаја од нима да куп. Тоа е таа генерација, да. Да. После нима Денко Момевај фудбалер, што беше Думановски. Денко Домановски, да. Да, он е чуваја, имаше добро. Кој? Па они Трудовак су биле многу добри фудбалери у Куманово. Трудовак играше бека у Куманово. Левога бека. Гледали, нон-стоп смо биле на овој, така. Си ишло масовно на стадион. Сега нема спорт, се изгуби со овој демократија овај.
не може да го разберу овој систем. Ја сега Možda ne. да го покажемо. Кој се вдека? овдека смо ја и Стојан, мој кумешин, и тај еден војно лице беше отидеше негде у Србија или беше Гајки. Стојан Кумашин што е бија професор Професор по физкултура у гимназија. у гимназија беше. И добар гимнастичар. И добар беше првак на Македонија едно, кад беше како млад. И ви сте исто ишле у Соколану да вежбате Па ја- гимнастику. Покрај тој другарство идеше, пошто се чека смо, идеше и сега нема, а у Соколану Ацо Скакла ги беше тренер и Оцко. И обавезно ме земесла мене и јас сам ишјат. Сега, колко сам вежбаја и тај Митко другар, Ваце еден отиде у Скопје и тај беше добар. Владо Наковски, Наковски, он Да. беше еден шампион голем. Па да, и он беше дури првак и чини На ми се и на Македонија, да. Македонiju и савезно се такмичеше и ова. И обавезно ме земество иде смо у Дојран иде смо у Партизан на одмор, направи смо екипу и ги ја беше после под нима гимнастичар, али и ја учествуваше. Памтите ga ви Скаклу и овога, И Оцка, да. вика добри педагози. Ацо Скакла у земјоска школу предаваше таму, а Оцко предаваше у браќа Миладинов. Они се биле тие, држе се го тој гимнастику така. И град бија задоволен од тој што се е правило, што се они работаре. После тој дојдева помлади како тренери Дуле, Душко и он беше професор у гимназија. Да, и после тие, али веќе ја Цупало. не сам више прекина да иду тамо кад веќе. Добро, мора да ги Осмо спомнемо тие луѓи. Да. Тоа се великани на град на спортски план и убаво е се каже за нима. Овој ни кажеш ти куде ти е оваа слика? Па овој сам негде у реку, тој негде на куде Митев мост или негде, тој сам негде покрај нашу реку е стикано. Да може да погледам. Иште Да. ли сте овој реку доле куде кисело воду што е вика била многу чиста, риве се И па паќало. да ви кажу ја како дете, она после кад го направи со кожару, кад почнава да пушта од кожару се загади, беше многу чиста. Јас се највише радуеше како дете кад ќе мајка ми иде да пере. И колица да ги возу, доле е праде со сви жене преко Стопански башче ќе пројде смо и иде смо у И тука се бањале вика имало и длабоко бања, и место, бања да. смо се како, и после го загадисва. Да. Еве оваа фотографија. Тој сам бие веќе момче. Ето така е. Сега, ово е твоја фамилија. Овој сам веќе оженjen, тој сам и деца мали, керка. И Супруга што работа? Супруга беше технички секретар у ЗИК. Беше многу добра жена. Многу сам убав брак има с ним. Тој негде на море, ретко иде смо на одмор, све да печалимо, кад смо ишле со женом. Тој време се ишло највише на Јадранско море, у Грчку, и мало е паре. Па гледај да ви кажам нешто. Така беше систем такъв да отидеш на одмор, кад ќе се вратиш, плата те чека. И К-15, и више, и све. Така е могаја свак да отиде. И работник, и овој. Сега се изменива време. Да. Не може да си свак. Не можеш так да приушти. Да. Еве што го спомнам од твоја кумашина, а ти ќе ни кажеш оваа фотографија куде е, пошто гледам дека настал да ги брои Тој се 2, 5, 12 пива. Да. Овој смо, они вајда се сам насликале, тој порано чека смо ред за Кристал, мора да отиде од друштво, се договоре смо. И еден киде да фати место.
Иначе не можеш да најдеш место кад бесме намо веќарчиња. И иде смо по еден да фати место и обично седе смо у Кристал до крај, зашто нема. Ако станеш, нема Ако веќе. станеш, нема, готово, тоа е тоа. Али Кристал е бие препознат и би имало многу седенки убави, дружба, смешка, шала. Увек имаше музика, имаше плато за матинето и каде игра смо Да. и така е. Да, Ево, тој него мораш да го. Сега. А тој сам у војску, у тој време возеше еднога команданта Исус Орај. Кој се бие војско? Ја беше у Хрватску, у Бјеловар. Беше бригада, ја беше возач по бригаду, после видна бригада команда војног округа у тој време. Не знам сега што е таму. Иначе на курс за десетари беше у Славонску Пожару. ЈНА, ЈНА беше... вика многу било строго, многу било овакој, многу било онакој, али имало ред и дисциплина. Да, да. И вика, у војско, вика, ако не идеш, вика, ти, вика, у град си бележен. Тако е, вика, са порано. И таа војска многу е придонела да се луѓе изгради во личности. Да ти кажу, тај војска е и јас се изненади кад такој бесме воспитани, изненади се кад 90 година го растурисува војска. ЈНА е било многу јака. ЈНА беше пример за цел свет. После неќу политику не се мешам, национализам го одобрисва западни силе, наши југословени кои бесва, ја мислу дека за пуно паре тие челници продадесва го Југославија да го растури. А Југославија могла да биде најбогата земја. Еве го оваа фотографија. Тај слика, тај смо ја и Миле, мој другар. С njega сам прво... Како му е надимот? Миле на Ацу Ќопу син, ми ga вика смо мал кад беше Абас, али сега не ga вика. Така. Миле и ја смо деца од мали ногу, с njega смо научиле прво да пушимо и да смо по рибе. Фаќа смо докле беше чиста река докле беше и така е. Да. Убава фотографија. А тој е моја супруга докле ми била девојка, тој негде смо се стикале. Ова е устранство не е. Да виду, да. Можда и у Грчку била. Тоа се ишло многу и у Италија по фармаке, трс, шетање, вамо, намо. Идеше, има смо еден пашос сега што некои одредени луѓе што го викал едноумие било. Тога било едноумие, сега безумие. Сега ти да ни кажеш, ти си комуниста што викал у душу и срце. Па јас сам бија у партију. Што те е толку навлекло дека ти тој толку сакаш? Па системот кој живе смо, немаше... сакам да кажу и тоа е тој. Немаше кој не беше, кој сакаше да работи, да не може да работи. Немаше тога да брка во канте како сега. Они ga сега нападат тај систем кад ќе слушат. Многу пута слушам овие на Сабале емисија на Канал 5 и на тој. Треска комуњари ово. Не може да свату што е, дали има нешто болje да ми каже. За жал такво И време. за жал сега се веруе у нешто што не е реално. Ево ќе на фотографија. Да, и тој смо с Господју мој. Таму негде, вајде у Грчко и тој. Кажи ми, куде сте ишле на игранки кога сте искачале? Па игранке највише имаше у Соколано и у гимназија. Имаше и у Пожарно сам ише. Али гро у Соколано.
Матинеја Матинеја, тој. Па после, кад пораснасно свире сва глечери, горе. Да. И тако е. Еве да Имаше го споменемо неколку тој состав на глечери. Па, тој Ќусем. беше Шојќ, Ќусем, Вучиќ, Драган и бубњар ги беше Шут. Шути. Тие гро. Од време на време ќе посака Мики Слон на Voice, а Слон ги беше како менаџер, он ги координираше Мики Слон. Покојни и он. Вика се свиреле глечери, вика пуно, нема место, Па, забава па не е можеш да купиш прекрасна. Купиш карту, пуна е сама, увек е била пуна. Да. А там ќе сретнемо девојки, ќе сретнемо. Многу љубовни врски има со Колано и убави спомени. А тој сум негде на плоштад. Кој е во тебе? Татко ми е овој, покојни и он. Тој сум... Овој кој е Скопски Вичан или куде е? Не, баш? овој куде Герко сликар што имаше сликар, се куде реклама. Аха. Куде е баш до сликару. У тој време куде сте ишле најше на колачи? Имаше до Герка сликара подоле, мислу до се куде е тој, куде Османа смо ишле, тој имаше Осман, држеше тој Бозу, колачи, Голема легенда. па е имаше обкладе. На 12 корака се сеќам да изедеш 4 еклера. Па некој ги изеде, некој се задави и тако е. Да. Еве ова слика. Тај слика смо туј, ја веќе попораснуju, Митко другар ми е туј. Туј некој мало детенце не може да се сети, оно ми е било у А руке. куде е ова сликано? Ово е куде цмка до негову куќу, на негов прозор сетното. Па може да и цме, ма Да не објаснимо кој дел на град е овој. Па ово е у Карап Малу, исто од гимназију малко на... Од Фурни надоле. Не е од Фурни надоле, ово е од Трафостаницу, Аха. куде е на гимназију, на Кирил и Методи на крај. Ето. Тој може да е цме малечак, ово е Мите, и ја. Цмко, да, тој не Да, чоше. Мите, Да. другар ми е он. Тој ми е, ја и синче сум ga негде, кад те бие малечак, се маја руки сликале. Да. Ова негде, Негде е тој слика, но не се. да. Да. Еве да покажеме Тој смо фотографија ја и- ваша супруга. Ја и супруга, видиш šta е од венчање слика. Кум Много Стареко кој е? просто. Кум ми е, он е покојни Павле и Ико Кушљак. Павле Идеал Шнајдер. Аха. На Ику татко На ли е? Ико татко. Они са ми крстиле деца, они са ме венчали. А Стареко? Старејко Чешмаџија, он е у Скопје, Дојчин Чешмаџиски. Он е у Скопје, тамо деца немам контакт, тој се бил. Да, тоа е традиција било С кума Ику се видимо. да се наследуе кумство, да се негуе. Овој како што гледам на овој слику, ти си бија добар мајстор за играње. Па тоа стана, тој сум с Господју негде на некој забаву или такој седење. Бог да го прости, беше многу добра жена и многу ме чуваше, повише мене него њу. Еве да кажемо за твој работен век, би сте работале многу време у полет, али почнале сте од... Прво од формирање. Така. Полет се формира како полиплас, формира ga Републички одбор на совест на слепи на Македонија. Тамо сам од 70 година. Беше малку општински одбор пред тој у совест на слепи при општину Куман. И после приде тамо, почнаа сам од работника, И сте ишле скалу по скалу па нагоре. скалу, работник, па набављач, па референт, шеф и на крај раководител, и неде 94 годину ме сменила. Тој пред да се растори.
Па 94-то они сака тоа беше изваредна фирма. Најголем успех имаше у време на Владо Додевско. Ево да покажемо слику. Туј е Владо Додевски, мој бивши комшија горе каде мини маркет. Да. Ево га. Најголем успех полета имаја у него. Достигнали сака сме некој струја га сменисва. Прво не ги одвоисва, раскаразвање луѓе унутра. Ја после дозна некој Колку радника имаја полет па максимално? е 203-40. Имало е паре, редовна плата. Имаше. Кој негово време беше нај, да не се... Да. А Петко Смилкови го изградига како погон, искористи некои средства од државу и тако е. Да го спомнемо и тога човека, да, Петко. И он има удел у развој на... Да. Обој Овдека е руководство Каринтон. на град да беше јоште. Каринтонова инспектора покојни. Овој беше, тој е Киро Ристевски и овој Црн за внатрешни работи. Како се викаше, забравимо име. Тој со директори на... Ово сте пуштале погони. Да, овој тој погон го пуштамо за погон за регенерацију на овој. На погон за регенерацију на пластико. Ево, да покажемо тоа. Сечење на ленту. Ја сам бија најверојатно или секретар на партија или на Имае си функција. па увек сам, што знам, увек бе или пресник на раднички савет или секретар на партија, тој увек. После у собрание и така. И после ги се отвори апетит и 94 година. Ево, ово е исто. Овој моменти од полет. Да. Jer i Polet ima istoriju, Полет daje za grad puno. Полет од едну фирму која едно време работеше со загубе, прераснал у едно изваредно фирму. Ту има заслуги и други. Имаше Джике секретар, не знам. И он е бие добар човек. Имаше puno ljudi, nekolicina, a imaše nekoj karijeristi koji, samo gledaš što da gi projde vrijeme, da napraviš mutnje i tako je. Evo, ovu priliku сега, mora da ga spomnemo i vašega pokojnoga brata, legendarnog muzičara Đošета, човек koji na svi svadbe pravija mnogo ubavi, zabave, kjef na narod. За жал Đoše ни više не е меѓу нас, али останува запаметен како извареден музичар. Ви може да ни кажете за njega, еве за Đošeta, да ga спомнемо овој прилику. Како е он доше до толку да го сака музику и да биде успешен? Đoše од мали ногу беше склон на музика. Прво почна с армонику, па после беше у нижну музичку школу, па у средњу и заврши факултет. Старам у кларинет, основно имаше свој груп. Он е бија Бекрија останаја како у моје памтење, у моје сеќавање и ќе остане така. Умеше да направи умеше да направи штимук, умеше и да направи у тој време да направи пару онолико колку му треба. С музику, с овој. И он после ја прави бизнис приватен. И он направи исто. Ја направи млин, ми су направи, али многу. Ја имам многу муку, многу тешко. Неколку пути го дава куќу под хипотеку да може да успее у тој и успеа. Така, за тој време и после. Кад Млинови прекинасва, син ми дојде и он тој заврши технолошки факултет у Нови Сад. Али дојде едно лошо време за млинарство и он вика, тато, ја не можам.
и не смем да се пазу, закрпива га људи малко паре, некој што ги он работеше, ја не може вика да се пазу, овој сви лупови вика и доноду и не иде млинарство, не е тој. И тој. Ali Đoše, kao čovjek je bio mnogo dobar, komunikativan, drugar, големо срце. За njega sve najbolje ljudi izbori dan danas. Па он е и такав бие. Он кад ќе улегнеше, он се у кафану са људи, он е и таму свиреje. Ту е дружија, туј га частиле, туј е почастуваја и он. Он повише, него други не ја дозволуваја и така. И негови другари са били И исто негови много. другари Да ги са. спомнем овој прилику кои са му другари. Па другари са му били од свирку Коста Ќосе, По музичка, да. Да, Коста Ќосе, Арсен покојни оптику што има Филос. И тој се убацувале са еднога Ацу и тако од време на време. После едни други музичари, ја не ги памту на тие име, овие ги знам кои са, с кои е онодуваја и тако. Нема, он не се штедија на сваку свадбу даваја максимум свирење до некаде до Сабајле, али сви луѓе се викале бреш убава свадба и Đoše свиреje. Đoše Да. и останало е тој као Да. Па он е, група ги беше професори. да. И правесвата што имаше пуно не само се мешаја, има пуно похвалбе, пуно сам похвалбе оноди. Вика Đoše свири до 12, па после дојде трубачи и Куманово е било порано препознатливо и по дувачки оркестри. Да. Тоа дјале се би од Свире Врање. сва поесва, с njega викале са, еве Нино, е баш оној с мене, другар бие ми заедно бесме у политичко школу, у Иличковски овој. Еве, ви сте овој у Кумровац. Тој е војда на у Краговец на споменика, овдека смо негде, у Кумровац смо овдека, добро. на овој. Еве да го покажем овој слику. Тој е политичка школа, едну годину бесмо заедно, тој група е, да. Ви сакате, еве, да ни кажете едну анекдоту, кад Тито умре на 4. мај 80 годину, драги поваѓа на работу и палиш га радио и слушаш лоши вести. Тито умреа. Па да ви кажу дека тоа нема човек кој не ја заплакае. Кажи ни како беше, еве, ти искочи од дома, Па ја и спуштајте се на куде. Паш како сак се сеќам од касарно надоле иду на куде. Работу поле треба. Да, оноду и слушам на ова вика помину на српски на Висва, на српски поминуе Јосип Брос. Тито. Шокирамо се, сви се бесмо шокирани. И ви имате полет састанак, као и Па свите одма партија институции, да. суде у сви организација куде Варено се да, собирале. варено стање. Куде имаше у сви организации, куде имаше партиски организации, а свака организација у тој време имаше партиска. И не е могала чик многу пут ќе западне, помогне му други фабрики, па се Тоа е било уздигне. карактеристика, ако чик западне у кризу, даде му кирофетак паре. Или амбалажа, или А искра. сега не може да свату, прво не може да никако да разберу, да свату дека шамни цеви га купија некој. Кој може да га купи шамни цеви, кој има толку паре? Куде печалисва тие пари? Па порано, таа улица од пазар нагоре вика река људи, Чик, Лимарско, Искра, кирофетак. Па кога ќе По појдеш, 5-10 луѓе. кога ќе појдем на работа, што ќе? Ти Нема, идеи- голема носталгија е куде мене сега не Ти мора ден да ме- денес кога многу поштуеш Тито, не знам дали имаш слику негову дома. И како имам тамо кога ќе дојдете, имам и у дуќан и дома и суди. Еве, ти га Тито поштуеш, цениш га и још ти останува усеќавање како
твој идол, да кажа. Па да ви кажам нешто, он треба да биде на сви идол. Па ја, по моje мишење, да не е бие Тито, па нема го ни Македонија. Комунистичка партија, на чело, Комунистичка партија на Македонија, на чело с Тито, сега направиле и револуцију у Македонија, да Комунистичка партија ga извела револуцију да може Македонија да биде држава со сасно. Сега може некој да кажуе дека ми до 44-ту сега ми не може. Они викаат дека Тито немае школу, бравар бија, овој бија, оној бија. И деградирав пуно луѓе, поштено. Ја не сум политичар, али кој га да кад нека каже. Али он играе шаховски се. Што зема Тито като умре, што зема за njega? Он Што направи остави путишта, за негови се. деца? Некака они да имало нешто. Па они медии ќе го растури. Дори му измислувасва дека не е од Кумровас, дека е. Дека бија од Маđар, па дека од бија Австрија. Аустријанац, па дека тај не маја прс, па овој маја Па фалсификат бија, па па вакел. фалсификат, нема тој вец. Он, ако е некој дошја, он ќе заграби, ќе однесе, ќе печали. Али у негово време се Све оставија и овој, куде се сега и китив с негови работи. И болнице, Да. и путишта, и сале, Они- и све. И па, што да кажем, сега е друг систем. Тој систем беше, ми брца смо, с тој систем, негов сме брцае на запад, у очи ги е брцае, не само гага, не. Тоа е моje мишење, не мора Он да... играе шаховски, велемајсторски потици влекија, се. Куде не е бие, кој државник е бие поштован у цел свет. Тако е. Кој направи треќу опцију, Покрет несврстани. Да, така. треќу опцију на несврстани, али сега више видиш ти он искористи сво тој. Еве го овај слика у Кумровац. Да. Колку пат си био Кумровац? Па бија сам 2 пута, 3 пута, али тага сам бија, тага 2-3 дана држава некои предавања после тој завршување на политичку школу многоден. Одржавани предавања таму у тој голему салу. И така е. Да. Еве го и овој. Да, брате, не може. Еве ги тие кои са Ајде биле ги со вие нас. да кажеш. Ајде ги Тие спомнемо се овие били. луѓе. Па тој са кој ги видел, тој е Келеш доктор, за од Куманово, тој е Џое, Јакимовски Џоели, кошаркар. кошаркар покојни. Да, тој сме биле И заедно. он е многу позната спортска личност у Да, Куманово. спортска личност, он беше и Много е, тренер да, на млади и беше добар Да. човек. Ете ти Драгоин да ни го пишеш, еве, тој другарство ти кад си бија, какво е било, поштовање имало ли е, почитување, Абе, сега не знам како е, ми се поштуемо и оште другари, кај ти свидимо, не можемо да сме блиски, пошто ја, моја жена се помина сега да ги досаѓам дидо, али кад се видимо, поштуемо и поштувале сме се. У тој време си могаја да позајмиш пари, да вратиш, да оној. Сега не може тој нема више тој се народ се изопачија. Мене са ми пар људи, мора да га спомну Благета Селју, Тодета Ќанзу. Ја почна да правам млин, немам паре, немам, они са... Благе Селјо не купи на син му, заврши ветерину, не му купи авто, требаше авто да му купи, он ми ги даде паре на мене да доврши работа. Може се мисли. Он, брате, кој ми ја кажае, ја му верую. Веруjem му дека имало е поштовање, имало е другарство. Тоде Ќанзо покојни и он ми фрие паре, колку ти ја му кажуju пред тој, колку ти треба, он ми фрли од прозор, од му авто ми ги фрли пари, ја викам да напишемо нешто, ако не ќеш да ги вратиш, вика што сакаш да пишуjem. Тако е било. Сега нема више тој умре. Тој умре, тој преде. Еве, овој сега другарство Сега од интерес.
Сега другарство, ја и оште не го сеќам тако, ја сега некои други, сега овие помлади, не можу, не ги прашкуju. Гледам, син ми има другари, добро е, он си добро комуницирав, добро живив, добро се ној, добро се слажав. Летос ке доваѓам на базен, куде нас доле имамо базен, куде ни беше млин. И така гледам дека дружив добро. Не знам тој како се они се на тие релации, дали се интереси, не се интереси, не га прашувај. Не се оноди, ни сега живив, друг систем живив, друго време и така. Еве, млади луѓе денеска гледамо дека многу су прекупирани с компјутери, физичка активност многу малку и тие подаци покажува дека оваа генерација мора да биде физички поактивна. Еве ти убаво кажа на почеток. Цел ден надвор, лепи мас, Летушке прави, летушке ке ти го направо, право летушко ке ти го летушко атракција беше. Кој ти има најголемо клубе на Канап. И вика смо га Чиле, ќе га направиме Чиле големо и ќе го пуштиме летушко. И ќе фати плоштап. Ако дува југ, ако дува север, даштеврит ќе се скива, па се скидувале летушке. Виш нега овнади смо. А денеска задоволство на млади деца со компјутери, тие телефони. Сега тие, свако дете од прво, друго деление, одма iPhone, одма овој, одма тие. Како ги вика, они паметни телефони, нема што не знае. Да, технологија иде напред, деца го прати технологија, а ми треба да збориме да биде малку физички поактивни. Нека има и телефони, ама и да биде активни. Јас сум дедо и се слажам со тебе, али ипак оставljam на njini родители, што да кажам. И они имам пуно. Еве, дешава ли се унук да дојде кој тебе, да седне на ручек и да телефон ga врти, да не прави мобет? Нон-стоп, да. Еве, тој ве свика живе. Да, па имам унука кој би наму матерни јазик енглески. Седејќи на компјутер и на цртани, и сега го учива, иде на дообуку македонски да научи. Поиде у школу, веќе е друго одделение. Да. Две унуке, викам, прашувај ги од куде, они вика од телевизор се научили англиски перфектно. И така, нек се живи и здрави са. Тоа е најважно. Драгоња, фала ти што дојде у емисија да збориме за Куманово. Кажамо неколку работи Фала, кои не спреман, не ми кажа дека ова кој ќе биде, ја мислеше дека ќе биде за голубарство. Ми ги правиме овие емисии спонтано, како да сме у кафану, у кафич, дома. Нема листови, нема договарање, збориме нормално. Кажувате за ваше минато, за историју на град. Да. Али мора да се гордееме дека Куманово има многу богату историја. Многу успешни луѓе има и има голему традиција. Не можеше да каже, сето како дете, кам да се врату да сум дете. Сега би се кај да се вратиш како дете. Дете, не да се врату. Нема тој више. Татко ми и мајка ми. За Великден ќе ми купив сандалке и таму кај ќе дојде зима чижмички. И што идеш, тако и протераш. Нема сега има по 100 пара ципел. И тие чизмички кад падне снег цел дан надвор, намокрив се. Нога се смрзнеш се. Еден пут ми куписма тие, ми ги вика смо топлинки. Они од велур неко кожу, све кад дојде мокри, после ударвисва, мораше целу зиму да ги носу нима у школа. Нема други. И одма се натопив. Додеш дома, осуши се малку па надвор. Нема како е тој кај ќе роди. Лизганице се праве сва. Да. Пуштале смо се, немаше сообраќај. Од Соколано горе доле до Житомел, куде до туе санка ишли. Навечер се... Навечер се лизга смо. Навечер се турало леп шикер и вода.
Тоа е многу пута. Леп шеќер и воду ќе надробиш и тоа едеш. Витаминска храна. Значи нема као сега не вириште, паштете, овој, оној, што има тој? Абе, посластица, гледа смо, кај ќе дојде сва, ми како деца, ај брат ми на страна, сега и дојде сва гости, на гости ќе се принесе на политанке. И само гледамо дали ќе остане некој да се отиде у гости и само они скача, да ги испратиме и да ги земемо, да изедемо по едно А напред. не смее пред гости да се Не, земе, а, никако. Какво седење с гости немаш. Сега прво на деца се даде, па так на гости. Така куде ќе седнеш? Немаш. Такво воспитање беше. И почитување. И почитување. Докле се направи ручак, се е правило, док не дојде татко ми, никој не еде. Седне се на ручак. А да не збориме па за Славе, като се правиле Славе? гости. Славе ќе се направи сва. Ми смо санили комунисти, бе смо. Славе смо Нову годину и 1 мај. И кога ќе се направи тие, праве се баклаве, праве се тие татлие, торти. Но баклава и татлие само крајче кој е останал. Тој за нас ке беше, тоа е благо и шербет, тој што е останал. Дете се смее. Нема Тако е, не е имало, не е си сиромаштија, ама душа е била богата. Безгрижно Луѓе смо се биле живели, ама среќни. и мало е што нам имаше за сви. Сиромашки држава беше у подем. Растеше. 70 години кад почнава. Да се купуе кола. Па и млади се биле Ние има активни. смо кола Да. многу рано, 6 ту годину, 61 годину прво, Фиќу, па 69.1300. Па и млади се биле на акција, градиле се го државу, акција у Хрватску, у Србију, у Црногору. Ама имаше акcije, имаше радни акcije се организира sve. Ja ne sam bijen. Trebaše da idu na jednu radnu akciju na Savu i ne od ideji. И тако. Значи там се правеше големо другарство. Па сви тие, се с акcije правени пруга Брчко Бановиќ прво, после ослободјење. Шама Сараево. И тако е тие пуно све с акcije. И автопут, прв автопут е све бија с акcije се правил. Е, тоа е, драги, и мало акcije, ама сек нема радни акcije. Радни акcije су друго нешто. Ја беше многу малецак, 59 годину пројде автопут преку низ Куманово, беше малецак и на Куманово се разви едно бригадириско чисмо на плоштад, каде беше коцка. И се каде се сега тие споменици каде се ставени, каде беше овога, каде га На Тито. Тој каде е сакна Титов споменик, Да. тој беше коцка, свет, тамо имаше повоја и се разви козарачко коло. Бригадири, сви тој у Куманово и пројде после. Порано е била голема конкуренција со тире на акцiju, свак не е могаја. Не е могај, треба да имаш и комуниста така е. не си могај, мораш да имаш досие, добро досие да имаш, не е могај свак да биде. Бира се кој ќе иде на акцiju и тоа е тој. Да. Нема. Да, у Младину хоќе. Па Младина беше тој беше ми имаше еден сценски лабораториум, праве сме младинску сцену при комитет на Младина. Тој сам учествуваа неде 68 година. 67-68. Спремамо едну комедiju Ужалену фамилiju с Живко Пешевски беше, Свето еден беше. Не ги памту, забравија сам ги име, Ружа беше една. И тако е. Имале сте афинитети према глуму. Па сега тамо иде смо, Да. више, и траеш се карта, идеш се многу у театар. Сега не се иде у театар. Не знам дали сега некој иде. Ишто се у театар, У театар се иде сва, Да. иде сва у биоскоп се идеш. кино напредак и кино којзе. Кино којзе кога театар беше вам у школу, кој гужва кога има премиера, не можеш да дојдеш до карта. Да. И така.
Еве, скроз за крај, драги, ти као стар Кумановец, да испратиш едну поруку за вие млади генерации. Што би ги ти советувае? Да остави компјутери, да има поголему физичку активност, спортску активност, да има другарство, да се движив, да се шалив. Сега не знам дали има извидјачи, дали има феријалци како у наше време што е имало. Да иде тие. Компјутер да биде по 1 сат е доволно, не му га зима никој, тој нема да го нади. Не знам што се гледа сега, многу голема наука е преку компјутери, али јас сам И да има повише спортски напревари у школу. Да. Не сам у ток. Не сам ги ни па деца прашуваја дали се за 65 минута, сасвим доволно време. Фала. Можда некои работи ги испуштимо, али други пат кога ќе доваѓате, ќе донесете повише слике. И од детинство слике, да ви кажу, оставија сам ги. Ми се останава тамо, каде покојни мои родители, потражи да најду некој, не мога да оноду, не сам го прашаја снаву, можда она знае негде да се овој, пуно слики ги нема. Продолжуваме го далje емисију. Нека чуе во вие млади генерација од вас постари, дека Куманово е имало стварно многу убави моменти кои треба да биде поука за нима. Да сте живи и здрави, да ви работи телевизија. И да иде работа напред. Да иде на работа напред. Да снимате еш многу емисија, не само овакви, и за други области, стопанство да се уздиза, да има да се отвара пуно радни места, да се зголеми продуктивност, да не идев млади, да не идев, да не бегав горе, да не се селив, да не зимав бугарски пасоши. Они зимав и од зор бугарски пасоши. Они ги критикуев, што ги критикуете, деца, они мора да идат. Он идем на запад, дека на запад, повише с пари има наш тамо. пасош не био, за тој дори све ќе пристане да може да земе пасош. И иде, од тој иде, од муку, од ова. Да, мука ги тера. Мука ги тера. Али иде, они вика, видимо за бољи живот. Тоа е релативно, време ќе покаже дали е такој. Тоа е тој. Фала ти, драги, што беше гост. Толку за денеска. Поздрав од ресторан Ексклузив и се најбаје. И на вас најбаје.